Јавната седница во апелација, која бараа првостепено осудените за убиствата на Вања Ѓурчевска и Панче Жижовски и на која требаше Палевски, Видевски, Манев и Кешишев да ја образложат жалбата за пресудата за доживотен затвор, се одложи. Еден од осудените, Боре Видевски, не можел да присуствува поради влошината здравствена состојба и хоспитализација на клиниката за нефрологија. Неговиот адвокат Бојан Манев не обезбедил согласност седницата да може да се одржи без него, па никој од осудените не беше спроведен од затвор. Седницата е презакажана за 11 мај, а одбраната најави дека дотогаш ќе обезбеди согласност постапката да продолжи и во отсуство на Видевски. Човекот живее со еден бубрек кој што му е дониран. Континуирано не е лечен во затворските услови затоа што и не може да биде лечен, бидејќи има континуирана потреба од диализа. Он од месец август првпат однесен на лекар дури на ден 17 март оваа година, каде што неговиот по параметри, неговиот креатин, ако нормалните се од 50 до 100, неговиот беше 600, а додека пред 2 дена неговиот креатин е 850. Така што во такви услови им се изгубил буквално во притворското одделение. Палевски, Видевски, Манев и Кешишев бараат укинување на одлуката и враќање на постапката од почеток. Судењето за убиствата на Вања и Панче траеше повеќе од една година со околу 40 одржани рочишта. Првостепената присуда беше изречена во јуни 2025 година, при што четворицата беа осудени на доживотен затвор, додека таткото на Вања, Александар Ѓурчевски, беше ослободен од обвинение, но за ова обвинителството поднесе жалба. Сега предметот се наоѓа пред апелација, а во оваа фаза се преиспитува законитоста на постапката и правосилноста на пресудата, со можност таа да биде потврдена, изменета или укината и вратена на повторно судење. Според обвинението, Палевски, Видевски, Манев и Кешишев заедно го испланирале грабнувањето на 14-годишната Вања со цел да присилат член на нејзиното потесно семејство да даде пари за откуп. Грабнувањето на Панче Жижовски во Велес пак било со намера да го присилат да им го даде неговото возило за да го користат за киднапирање на девојчето во Скопје. Малолетната Вања и велешанецот Панче беа пријавени за исчезнати на 27 и 24 ноември, а на 3 декември 2023 година беа пронајдени мртви во близина на Скопје и на Велес.